Добар ден и од мене. Денеска заедно со подпредседателот на ВМРО-ДПМН и носителот на листата во изборната единица 4, Александар Николовски, на покана на градоначалникот Андон, сме овде во Гевгелија, заедно со пратеничката Ангелина Петкова, заедно со председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, заедно со гевгеличани, да направиме увид во неколку проекти кои што локалната самоуправа на чело со Доне како градоначалник и администрацијата ги прават овде во Гевгелија. Можам да кажам дека навистина се прават многу проекти. Им честитам и на градоначалникот и на администрацијата. Честитам и на советниците кои што ја поддржуваат работата на Доне како градоначалник овде во Гевгелија и можам само да им посакам така да продолжат, бидејќи очекуваме најпрвен голема победа на следните и парламентарни и председателски избори овдека во Гевгелија и листата, на чиј што носител е подпредседателот Александар Николовски, листата во изборната единица 4. И исто така очекуваме голема победа за идниот председател, тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова, а потоа и дел од проектите кои што досега беа обструирани од страна на централната власт, односно на владата, да бидат откочени, но и дополнително да бидат реализирани други проекти, кои што се од огромно значење за гевгеличани. Јас знам дека Доне и администрацијата се подготвени, имаат многу проекти и што би се рекло, чекаат да се случи промената во владата и тие проекти како резултат на политиките на нивната влада, на ВМРО-ДПМН и коалицијата, да бидат реализирани. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Спомнувате проектите за општините и за локалните самоуправи. Колку пари предвидувате со програмата Платформа 1198 за општините? Токму така, планирани се до 250 милиони евра средства кои што идната влада на ВМРО-ДПМН и коалицијата планира да ги реалоцира кон општините за проекти на општините кои што се од големо значење на граѓаните. Целта на овој проект е да практично допреме до секој едно домакинство. Да ги задоволиме основните потреби со кои што ќе обезбедиме поквалитетен живот на македонските граѓани во смисла на подземна инфраструктура, канализација, водоводи, атмосферска и фекална, асфалт, нови улици. Исто така наму каде што е потребно нови градинки, нови училишта, како дел од проектот да нема веќе листи на чекање за дечињата во градинките, во предшколската возраст. И цениме дека на тој начин ќе ги решаваме основните потреби на граѓаните. Тоа е вкупно 1 милиарда евра во рамките на еден 4-годишен мандат. И цениме дека на овој начин ќе покажеме дека сето она кое што е можеби испуштено повеќе од 3 децени, ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат сериозна намера да го решат, а на тој начин да дојдеме што е можно поблиску до граѓаните. Од овде од Гевгелија апелирам до сите градоначалници, без разлика дали се тоа од ВМРО-ДПМН или од другите политички партии, да подготват проекти и таму некаде на есен, кога очекуваме да биде јавниот повик, да аплицираат и идната влада на ВМРО-ДПМН да практично одобри средства за реализирање на тие проекти во општините. Ние не сме како владата на СДСМ и ДУИ. Ние сакаме да развиваме Македонија на целата територија, на 26.000 квадратни километри, секоја педа, секој метар ни е важен, без разлика дали градоначалникот не е од редовите на ВМРО-ДПМН. И во име на тоа ги повикувам сите градоначалници да подготват проекти, да аплицираат и заедно со тие градоначалници да ги реализираме тие проекти што се од интерес на граѓаните во цела Македонија. Енергијата е значаен потенцијал на државава. Какви проекти имате подготвени? Па во овој регион, можеби недалеко од овде и се гледа ветерниот парк овдека во Богданци, кој што го реализираше владата на ВМРО-ДПМН. Продолжуваме и понатаму, исто тука во околината. Втората фаза, но и други можности се испитуваат за одреден вид на јавно-приватно партнерство, кое што ќе биде помеѓу
денешно СМ, поранешно ЕЛЕМ и приватни инвеститори за изградба на вакви производни енергетски капацитети, со што ќе се зголеми производното портфолио од обновлива енергија во Македонија и на тој начин цениме дека ќе обезбедиме поквалитетно снабдување со електрична енергија до нашите граѓани. И се разбира она кое што е важно, а тоа е она наметната такса за пристап на мрежата, која што ја наметна, би рекол, окторираниот председател на регулаторната комисија за енергетика, целосно партизираниот Бислимовски, ќе биде укината, нема да постои, бидејќи цениме дека нема потреба од таков тип на оптоварување на граѓаните. За неколку дена започнува официјално и кампањата за претседателските избори. Дали очекувате фер кампања од власта? Видите, црната кампања е карактерна особина на оваа влада. Не очекуваме дека таа црна кампања ќе престане, која што изобилува со монтажи, со навреди, со многу измислици, клевети и така натаму. Нашата цел е оваа кампања да водиме позитивна кампања, односно да зборуваме за проекти, да зборуваме за решение на проблемите на граѓаните, а не да се оптеретиме со тоа кој колку бил лош, бидејќи сите граѓани знаат дека владата на СДСМ и ДУИ беше лоша, односно да бидам попрецизен, полоша влада од осамостојувањето на Македонија немало. Пред малку во медиумите беше лиферувана вест дека денеска на сидница на Централниот и извршниот комитет на партијата ќе бидат потврдени листите за пратеници. Може нешто подетално да ми кажете? Па да, денеска по план со почеток од 17 часот ќе биде седницата на извршниот комитет на партијата, со почеток од 18 часот седницата на Централниот комитет на партијата, каде што се очекува да ги презентираме како раководство листите за кандидати за пратеници на следните парламентарни избори, кои што ќе се случат на 8 мај. Очекуваме дебата по истите, да разговараме и се разбира очекувам позитивен исход, најпрвен извршниот, а потоа и Централниот комитет да ги одобри листите онакви какви што ќе ги предложи раководството на партијата, а потоа нормално ќе ги дознае јавноста. Ценам дека имаме навистина честни лица, професионалци, достоинствени луѓе кои што со голема, би рекол, храброст, посветеност, отчетност и, би рекол, близина кон граѓаните од местата од каде што доаѓаат, ќе ги застапуваат интересите на граѓаните од општините и местата од каде што доаѓаат и очекувам огромна победа најпрви на 24 април во првиот круг претседателски избори на идниот претседател професорката Гордана Силјановска-Давкова, а потоа конечен триумф најпрвен ВМРО ДПМН и коалицијата на парламентарните избори, а потоа и на идниот претседател професорката Гордана Силјановска-Давкова. Да, ви благодарам.